На второто заседание на АВНОј во Јајце, македонскиот народ и јазик се признаени како посебни и автохони, а Македонија како рамноправна федерална единка. Периодот од 45 до 60 година го карактеризираат чекори на повојна социјалистичка изградба на државно уредување, познато не на Сталин, самоуправување во стопанство и општествените организации, вон блоковска политика и пристапување кон организација на неврзаните, чиј е еден од основачите. Во последен период од неговиот живот продолжува со понатамашна изградба на СФРЈ. Посебно признание од светските лидери стекна на неговиот погреб со нивното присуство од над 200 делегации и со преку 180 лидери. Посетата на негово вечно почивалиште од година во година се зголемува. Почитувани, со неколку збора сакам да ве потсетам за заслугите на Тито во развојот на Република Македонија. Во исто време се остварени идеите на Гоце Делчев за самостојна Македонија. Македонија се здобива со атрибути на државност и сопствена култура. Образование на македонски јазик, подобрена економска положба, подобрена инфраструктура, признавање на самостојност на Македонската православна црква, формирање на високообразовани установи, факултети, институти, Македонска академија на науки и уметноста.